Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татончо. Денес за прв пат ја имам честа и задоволството да го угостам Александар Маџировски, читачот. Дали го кажав добро презимето, Александар? Маđаровски си. Маđаровски се извинувам. Значи Александар Маđаровски, читачот. Добре дојде, Александар. Добро те најдов, фала ти на поканата. Задоволството е цело мое. Правиме подкаст на онлайн, значи комплетно ги користиме новите технологии, кои што во денешно време нема аспект на животот кој што не го запоседнуваат, вклучително и начинот на кој што се интерпретира, доживува и восприема литературата. Каков е твојот однос кон новите технологии во контекст на твојата страст, а тоа е читањето книги? А, Мислам дека не сум конзервативен или носталгичен во однос на тоа дека верувам дека книгата се мора да биде во физичка копија, нели хартија и така да се конзумира, да се чита. А, Меѓутоа, од една страна сметам дека тоа ми е тоа ми е преференца и секогаш сакам да читам книга, како што кажа, во физичка копија, направена од хартија. Меѓутоа, не се ограничувам само на тоа, веќе со години имам Kindle, го користам, тоа е електронски читач, го користам повремено, некоја ще периодично, а во последно време тоа што го правам, да речеме, слушам аудио книги на YouTube или на некоја платформа, или платформи за подкасти. Во таа смисла, мислам дека не се ограничувам, и интересно ако се спореди како технологијата, нели, или дигиталната ера ги диктира нештата, како ги, не знам, како ги примаме стварите. Мислам дека книгата, баш размислав пред некој време, да речеме, како се развиваше и музиката и технологијата. Например, како, не знам, почна, не знам, со грамофонски плочи, па после се оди на магнетофонска лента, па касети, нели, па CD, компакт дискови, па после кога дојде, нели, комплетно дигитално со MP3-ката, и ми се чини дека музиката, или како ја примаме музиката, помина во ова технолошко доба повеќе трансформации, додека книгата ми се чини, да, има електронски читачи, ама книгата некако подолго обстојува, некако се држи подобро. Дали ќе биде исфрлена еден ден, не знам. Не знам што би рекол. На крајот од краиштата најважно е, мислам дека оно што ќе преживе е приказната, затоа што ние луѓето сме, така го разбираме светот, така функционираме, сме наративни битија, наративни суштества. Во таа смисла, без разлика дали технологијата ќе се развива или можеби ќе ја исфрла книгата како што ја знаеме, мислам дека приказната ќе остане. Она што е тренд сега е гледањето филмови, гледањето серии уште повеќе и многу пати кога ќе се задлабочиме во тоа како оди процесот на создавање на овие форми на изразување, јас имам чувство дека на крајот се сведува на текст, се сведува на книга. А, Па да, ако размислиш и за да снимиш еден филм, се освен ако не е некој експериментален, па не знам, без диалог, некој уметнички филм, и за филмот ти е потребна приказна напишана како во облик на сценарио. Сега тоа е интересна тема, дали се сведува на текст. Тука би ја спомнал, ако го зборуваме за уметностите, секогаш ми е дилемата меѓу текстот и литературата, која што ми е многу блиска и драга, и музиката, да речеме. Ја пак ќе се на музиката. Да речеме, на музиката не е потребен текст за да комуницира. Дури според некои, па и, нели, и некои филозофи, дали Шопенхауер или Ниче, сметале дека и таа може да го заобиколи и разумот, нели, и рационалното, и да оди директно да влијае, пример, на емоциите, на некој подлабоко ниво, да не придвижи, што може би, се, тоа е дискутабилно. Од една страна пак,
за да го разбереме светот, може да го доживееме светот преку музиката така директно, меѓутоа за да го разбереме потребен ни е збор, така, потребен ни е текст. И во крајна линија, на крај потребна ни е книга. И меѓутоа пак се враќам на тоа дека сепак мислам дека приказната, нарацијата е клучна во сето тоа. Кога станува збор за се извинувам. Наутро сум секогаш ваков. Кога станува збор за читањето на книги, има едно прашање кое што јас го дискутирам често со мои пријатели кои што се љубители на книгите. Дали многу пати постои разлика помеѓу библиофилија и библиоманија, односно дали има реска граница и дали всушност библиоманија е лоша работа. И сега да надополнам на тоа книжарница или библиотека, за да го појасниме малку терминот. Затоа што ако го земеме во предвид фактор дека во библиотеката има толку многу книги кои што не успеваме дури ни да ги исчитаме за целиот наш живот, а од друга страна го имаме, јас го имам тој порив, полициите зад мене го докажуваат тоа, да постојано купувам книги, да ги трупам и да ми бидат тука во близина за истражување. И ова, ова се пронаоѓам во тоа, затоа што сега знаеш што се правам, дали библиотеката значи функционирала долго време. Библиотеките и се уште функционираат, окей. Меѓутоа, колку луѓе одат во библиотека, нели, редовно да поземуваат книги, не знам. Мислам, не знам статистики. Меѓутоа, од друга страна се прашувам дали книгата, како и се друго околу нас, што било, која правиот збор, комодифицирано, значи е направено како нешто што може да го купуваме, да го конзумираме, и дали книгата ни е продадена како продукт што, како било кој продукт што ни се нуди на пазарот. И од една страна тоа може да е лошо, затоа што стануваме жртви, нели, на тие маркетинг стратегии, на конзумеризмот. Од друга страна добро е затоа што ако треба, ако треба да бираме, подобро да купуваме книги и да се обкружиме со книги отколку да се обкружуваме со непотребни ствари, со ѓубре. Меѓутоа, размислувам сега за ова, за библиотеките, и затоа што јас живеам со такво чувство дека мислам дека сите живееме со такво чувство да не пропуштам нешто. И ќе влезам во книжарница и си викам, ова знам дека немам време сега да читам оваа книга, овој роман. Меѓутоа треба да го купам затоа што има добри препораки, еден ден ќе го читам. Јас дома имам еден куп книги, десетици и десетици, да не речам стотици, што чекаат да бидат прочитани. Океј, сепак се купени со некаква препорака или не знам, добила некоја награда или писателот е сериозен, па се држам на некои критериуми и некогаш ќе се сетам, и еве сега тоа го правам во моментов, овие 2-3 недели гледам низ книгите дома, пребарувам и наоѓам книги што сум ги купил, сикам не купувам сега нови книги, морам да ги исчитам овие и малку по малку гледам да ги исчитам. Ама различно е чувството на позајмување книга од библиотека. Баш сега завршив една книга од Алберто Мангел, Историја на читањето, тоа е ново издание, сега излезе, и баш библиофилски, и човекот мислам дека има библиотека од свој, не знам, од стилот на Умберто Еко, некои си 30.000 книги, и зборува за тоа дека како во Буенос Ајрес, всушност кога бил средношколец, кога бил толку обземен со книгите, работел во една книжарница и се запознал со, еден ден во книжарница дошол Борхес, кој што тогаш веќе го губи видот, и како се запознали така натаму, и тој го ангажира да дојде кај него и да му чита, да биде личен читач, да му биде на Борхес. И он скрос навлегува во тој свет на книгите, на библиофилија и така натаму, и од таму мислам и успева да ја напише оваа книга, кај што баш историски ни дава како се развива читањето од античка Грција, Рим, средновековието и така натаму. Мислам дека и нели историски како луѓето
нели првите печатени книги, значи претходно тоа било луксус, значи не можело секој да пристапи до книга, луѓето оделе каде во црква можеби да видат книга како изгледа копирана рачно, меѓутоа таа револуција со печатењето и подоцна мислам дека клучен момент е она не само со печатењето, туку кога почнува читањето да станува приватна активност, кај што читаме во себе, тоа Така, било Гутенберг мислам дека го револуционира тоа, затоа што претходно тие примероци кои што ги спомна, кои што биле низ црквите и манастирите, не биле достапни за големата јавност и поголемиот дел од населението било неписмено. да, апсолутно, и ако ќе одиш во црква и тамо ќе слушнеш што ќе се прочита од таа книга, и тој треба да те држи до следната недела. Или до кога ќе имаш прилика да одиш во црква и што ќе ти каже тамо, како ќе биде протолкувано тоа. Тоа го примаш. Апсолутно неписмени биле луѓето. Меѓутоа, оној интересен момент е кога до толку се масовизира печатењето и станува поевтино, че Гутенберг кога почнува, тоа се уште е скапо, гломазно е. Значи, големи се книгите, многу чини тоа. Меѓутоа, кога ќе почне да се, па не знам, тоа е некој си 19 век, мислам, почеток на 19 век, кога ќе почне масовно да се печатат и весници и книги, и нели баш и тој зборува во книгата, револуција било, не се сеќавам точно која година, оние Pocket Edition, пример, кои джепни изданија кога Мгм. почна, кога станале достапни за секој еден работник во фабрика или каде и да е, општо луѓето, тоа било револуција, тоа било шок. Одеднаш ти ќе читаш, не знам, Хомер ќе го читаш или Шекспир во ефтино джепно издание. Тоа било, не може да го сватат луѓето колку било револуционерно. И тоа и зборот ми е и тука почнува она, јас читам сам во себе, седам дома, седам во фотерија или на плажа или каде сум и читам во себе книга, тоа било несватливо. Делумно затоа што биле написмени или имаше една многу интересна една приказна како во фабриките, во кубанските фабрики кај што прават пури, нели, мали некои такви погончиња во Куба, а и кога дошла во Америка, кога кубанците кога мигрираат, и како имало секогаш еден човек, тоа му била професија, го плаќале да им чита. Како радио што нели Мгм. нема радио, нема телевизија, и тој си седи професионален читач и луѓето си работат и слушаат. И како после некое време се вртале са некои книги, некои од нив на памет можеле да изрецитираат цели книги, цели романи. И многу ми беше интересно, за денес скроз пак се враќаме на технологијата, скроз го има исфрлено тоа. Меѓутоа, потребата да слушнеш приказна, да уживаш во приказната, таа не изумира и нема ни да изумре никогаш. И ми беше феноменално тоа, како професија денес да ти кажат. Са добри имаме денес аудио книги, па некој ти чита друг. Меѓутоа, така да седи некој на столче, луѓе си работат и си слушаат некој како им чита книга. А имајќи го искуството со правење на видеа кои што не се вака во разговорна форма, знам колку е ѓаволски тешка работа човек да чита, а без при тоа да прави грешки во говорот. Значи точно да го исчитува тоа што го прави, така што да се има достапна аудиокнига, а многу да аудиокниги се бесплатни, значи треба да имаме правен огромна почит кон луѓето што го направиле тоа затоа што е ѓаволски тешка работа. Апсолутно, апсолутно. Јас снимив на мојот канал едно време почнав 7-8 имам аудио раскази Мгм. пократки. Ма преков ќе ги читам. И земав пофин микрофон за тоа. Стварно е тешко, се враќаш многу пати, нели ќе заврзаш, па ќе сгрешиш, па нема се цел расказ да го читаш од почеток, па треба да памтиш до кај си и да, да. Меѓутоа не знам зошто идејата ми беше да ги ставам тие раскази да бидат баш како аудио книги, само има слика, нели, нема Мгм. што и да може човек да си стави слушалки да ги слуша. Ми се чини за тоа гледаноста малку е трики, не е секојаш доказ. Меѓутоа не поминаа толку, барем не доби фидбек за тоа, за аудио расказите. И некако ги запоставив малку, а инаку идејата ми беше, еве, повелете кој сака, се зборувам за читав од Андрич, од Буцати, не знам, раскази, 10, 15 минути, 20 и ги ставив намерно во плейлиста да може дури некој ако сака да се слуша повеќе раскази еден по друг да Мгм. одат еден по друг автоматски. Меѓутоа тешко е, да. А што се однесува до гледаноста, значи 5 години го работам каналов и сум свесен за една работа. Метафорично сега ќе го објаснам ова. На ист штанд да земеме, да речеме улични продавачи,
по иста цена да продаваат пржени компирчиња и кавијар, што мислиш, што ќе биде повеќе продавано? Пържени компирчиња ќе биде Така, сигурно. така што квалитетот не е секогаш доказ за гледаност. Еве, во бидејќи овие подкасти ве стануваат се форма на визуелно изразување, да ги споредиме со една уметност како што е филмот. Секако дека Тарковски не е толку гледан колку што е гледан, не знам, еден Спилберг или Камерун или слични што по блиска е содржината до ниските страсти на луѓето, толку повеќе гледаноста расте, така што еве во подкастиве јас не знам дали се учествувал на други подкасти, ама генерално подкастите сакаат да отворат некоја болна тема, некоја тема каде што има и простор да се раскараат соговорниците и после да гледачите да се возбудат околу тоа. А, не, сум бил гостин на подкасти, меѓутоа најчесто било фокусирано, нели, како сега да речеме, со домаќинот или и било за каналот за читањето општо. Меѓутоа, за жал, знаеш како не сакам да гледам од една страна елитистички, па сега ако не ги гледате моите видеа нели она да се чувствувам како несватен уметник, нели Да, да, да. да ја искористам. Меѓутоа, од друга страна си се држам дека она што сметам јас дека е квалитетно, она што се добри книги, што мене ме обликувале, затоа што сепак за да дојдеш до одреден да истанчиш, да рафинираш еден вкус, потребно е време, дали за филм, дали за музика, дали за литература, значи треба да читаш и то треба да го читаш она што е и класика најдоброто и за да можеш да споредиш. Ако читаш баш сега мислам дека напишав, ако читаш само некоја шематски напишана, можеби жанровска литература, пример. Да, ми беше поставено на прашање дали ако што е потребно за да некој препорачува книги јавно. И вака размислувам, па добро, сега можеш да зборуваш и само за некои романси или само за научна фантастика, меѓутоа ако не можеш да направиш разлика меѓу Достоевски и Толстој или Чехов и не знаеш кој е Хемингвей и Кавка, можеш да препорачуваш, ама јас мислам дека нема да те слушам. Затоа што не мораш да зборуваш за Достоевски, ниту за Кавка, се е тоа окей. Ниту за филмови, не мораш да зборуваш, може да зборуваш само за комедии, се е тоа окей, има простор за сите, кој што сака. Меѓутоа, ако не знаеш кој е Спилберг, нели, не мора да знаеш Тарковски, тој е малку по-инсайдерски. Меѓутоа, ако сепак да имаш ориентација, што е што во литературата. Во таа смисла, јас си го терам тоа што го терам, изборувам за книги. Некои книги може ќе бидат класици, ќе зборувам за Достоевски, може би ќе зборувам за некој наш современ македонски автор, и тоа е окей, нешто што ми се допаднало или значи не сум за елитизам, ама сепак треба и не сум за она, скроз не сум она, се е субјективно. Не е се субјективно. Нели, ако луѓето тоа е некој како одбранбен механизам, за да не може да каже некој, па не знам, литература што ја читаш, jer ова е стварно не чини ова литература и луѓето, не, извине, ова е моје мислење, мене ова ми се допаѓа, не, сепак сметам дека постојат објективни критериуми за што ја прави една уметност, нека е сликарство исто, или литература што ја прави добра, па и во сликарството ако погледнеме, значи има сепак и во сликарството се сеќавам на факултет кога имавме естетика и нели беше како она прашање како не знам Ворхол пример, од каде сега со кутиите тие Брило боксис, како го прифатиле како да биде тоа уметност. Од каде се е тоа уметност? Не попартот. И една од теориите беше дека всушност таа заедница на на кустоси, на историчари на уметноста, на уметници, професори и така натаму, естетичари, значи таа заедница, нели кој што е составена од повеќе аспекти, од повеќе луѓе, таа ќе го препознава едно дело и го прифаќа внатре
да влезе во кругот на она што е уметност. Сега и тоа може да биде дискутабилно. Колку таа заедница со текот на времето се менува и се менуваат вредности, она што сметаме дека е убаво, не е убаво, колку е тоа политички, културолошки обоено, и тоа е дискутабилно. Меѓутоа, ајде да размислиме, не знам, ако погледнеме некоја статуа од антика, и ако нешто е убаво, па и денес ќе кажеме дека некоја скулптура, дека е убава е. Значи, бараме некаква... Банана залепена со селотейп, или тоа беше исмевање на уметноста. Банана залепена со селотейп, нормален човек тешко прифаќа дека е уметност. Да, и сега, тоа не ли беше неодамна сега, сега и цепнели се продаде за некои ненормални суми. А тоа е исмевање на луѓето без вкус. Да, и да, не знам што да кажам, затоа што се фокусираме на литературата и кога да размислам за што прави едно дело да е добро, и баш имавме сега неодамна разговор со еден писател од Холандија, Арнон Грунберг, беше во Скопје. И јас му цитирав еден друг писател, Бенјамин Лабатут, и ностоп го повторувам последните неколку месеци, затоа што бев инспириран. И он зборува дека живееме во меѓу другото живееме меѓу очај, меѓу надеж, и тоа е нашата човечка состојба, окей, се е тоа. И дека уметноста или во конкретен случај литературата треба да ни го прикаже светот на еден нов начин, можеби на попозитивен начин, не позитивен розов начин, туку да го видиме со нови очи, да видиме дека можеби има надеж, можеби има решение, и дека доминантна состојба наша на луѓето денес е досадата, и дека литературата треба да биде возбудлива, меѓутоа возбудлива не во смисла на плот твистови, нешто да те шокира, да те движи приказната брзо, туку да ти го отвара светот на нов начин. И според тоа, да речеме, спомнува некои писатели, Роберто Болањо го спомнува, во таа смисла може и Кавка да биде возбудлив писател, затоа што ќе ти покаже некоја можеби мрачна страна, можеби таа литература ќе те вознемири, окей, се тоа окей, можеби ќе те испровоцира, меѓутоа ќе те натера да размислуваш, ќе те натера можеби некојаш да станеш подобар човек, да се замислиш за состојбата на светот и така натаму. Не строго политичка како што денес размислуваме. Па нели нели она музиката и се треба да биде да, се е политичко, тоа разбираме, меѓутоа дека се треба да биде директно ангажирано. Зошто? Зошто да биде се директно ангажирано и да биде во смисла секој уметничко дело да пренесува некоја порака. Не мора според мене да пренесува порака. Дури и најголемите уметници, или ајде да се држам до мојава за писателиве, тие нема да ти проповедаат, меѓутоа ако се добри уметници зборам сега во широка смисла, ако ја владеат приказната, ја владеат техниката и така натаму, повеќе ќе ти пренесат порака суптилно преку некој аспект на животот или меѓусебни односи, отколку директно да ти проповедаат и да ти морализираат. И тоа го можат само големите, да речеме и Кавка, ако го читаме, се запнав за Кавка. Ако го читаме, дури тоа може да биде и издодевно, и црно-бело, сиво, така. Меѓутоа ќе те остави со некакво чувство, нели тоа чувство Мене на... извини што те прекинувам, Не, мене слободно, читањето слободно. на Кавка ми е како искачувањето на Еверест, а оние последните 100-200 метри каде што е најстрмно, каде што е најсурово и каде што најмногу искушението да се откажеше најголемо. Значи Кавка така го доживувам и веројатно некој внатрешен инат ми има терано да го читам. И многу пати сум размислувал зошто го остава тој позадински горчлив, мачен вкус читањето на неговите дела. Од друга страна, сваќаш дека предизвикот за да се чита Кавка е тој. И нешто слично е Достоевски, ако е помек во однос на Кавка, сметам. Да се рече Мгм. дека Достоевски е мек е голем збор, ама во однос на Кавка мислам дека е мек, ама предизвикот е тој. Не е исто чувството кога читаш Ден Браун, каде што од прилика знаеш како дека позитивецот ќе победи, на крајот ќе испадне херој, дека попат само небитните ќе умрат. Тука доаѓа горчината на некакви поразителни сознанија кај Кавка и Мгм. Мгм. покрај сето непријатно чувство, јас мислам дека Кавка е исклучителен автор кој што секој треба да го прочита.
Па исклучително да, затоа што прво Јозеф К ќе го убијат на крај и и и и всушност и апсурдот е дел од животот. Така Да. мислам и Ками тука може да го спомнеме како и да е. Меѓутоа сепак ќе испровоцира нешто во нас. Па дури и метаморфоза ако читаме, нели Грегор Самса се претвори во О монструозно. инсект. И сега може да го толкуваме, ама е многу интересно што можеби ние некогаш ги. И тоа е убавината кај што е отворено на толкување. Постои, не знам каде го читав тоа, дека кога Кавка им го читал Метаморфоза на пријателите кога се собирале, имало комични моменти, се газеле од смеење всушност. Пријатели, и самиот Кавка, и веројатно треба и тука да го прочиташ хуморот кај него, да можеш да знаеш како да го прочиташ. Меѓутоа, тоа ми беше мојот дека добрата литература ќе на замисли, ќе ни ги прошири видиците, ќе да пробаме другиот спроти нас, нели и другите луѓе, култури да ги сватиме подобро и така натаму. И се не можеме тоа да го споредиме со, да кажеме, види, о, сега има и друг момент тука. Сега како како ги примаме содржините денес, одеднаш многу нешта и на децата денес, на младите им се досадни. Нели, затоа што толку сме стимулирани постојано, особено сега преку социјални мрежи, преку Facebook не стимулира, пример, меѓутоа мислам на видеа, кратки видеа, содржини, YouTube Така, Shorts. така. Одеднаш сега кој ќе чита Злосторство и казна, тоа е бавно и издодевно и така натаму. Ама ова е нов феномен, ова е нешто сосема друго. А меѓутоа се враќам на тоа дека сепак сметам дека добрата литература или уметност има содржи во себе објективен елемент кој што според мене комплицирана се и филозофски може тоа да се дискутира, да се сецира, меѓутоа не верувам дека се е субјективно и така. Ова ме потсети на многу одамно, значи во детството кога го читав Црното лале од Александар Дима и буквално почетокот е многу здодевен, во најбуквална смисла на зборот. И луѓе што го има прочитано ми рекоа, издржи ги првите 100 страници, феноменална е книгата. И навистина, се поминуваат тие 100 страници, после тргнува на забавното, динамичното и книга која што ја препорачувам, може би треба да ја препрочитам периодот. Сепак Не се лето е. не се сеќавам дека сум ја читал Црното лаве. Се фала ти што ме Јас и тоа е убаво, јас препорачувам книги на луѓе, меѓутоа сега Ете ќе та. ќе си одам јас со некоја препорака. Така, кои правци и жанрови, еве да бидејќи во хилјадницеве години наназад во кои што човештвото има запишана литература, кои правци се, овде зборуваме за личен вкус, ти се омилени? Што сакаш да читаш? Ам, Очигледно е дека нели сега постои тука, тоа е по неодамнешна подолба нели на жанровска литература и на она што го нарекуваат книжевна фикција или literary fiction. И сега во жанровска, нели, таму имам милион поджанрови, па ќе биде научна фантастика, ќе биде Мгм. фантазија, па и high fantasy, Lord of the Rings ќе биде, не знам, висока фантазија, па не знам, па имаш магичен реализам, како и да е. Има многу поделби таму и од една страна, од друга страна имаме literary fiction, се останато во смисла современи класици, она што може би ќе го наречеме драма или како и да го наречеме. А, јас тежнам натаму. Јас 80% од книгите што ги читам се во тој дел. Од друга страна па не можеш тука да направиш јасни резови во смисла да кажеш пример сега ми текнува научна фантастика. Пред некоја година го читав Соларис од Лем, Станислав Лем. И сега тоа е нели научна фантастика. Тоа е всушност Соларис е па и Тарковски нели филм имаше направено. Па има Соларис, па има и друг американски што не ми се допадна. И сега ќе речеш да ова е научна фантастика, ме тоа е толку тешко, сериозно филозофско дело што е сега ќе ги двоиме, ќе кажеме па ова е научна фантастика, па нешто помала или по-ниска литература, нема врска. А меѓутоа она што
Оно што можеби во таа жанровска литература е слаба точка на таа литература, што најчесто се работи, нели, ако е крајм, не знам, murder Трилер. mystery, трилер, психотрилер, има одредени шеми што се следат и веќе прашањето е на креативноста на писателот или писателката како тоа ќе го направи, меѓутоа имаш чувство дека тоа е рецептот како и да работите. Во literary fiction, во книжевната фикција, тука има простор за се и се што за експериментирање, за не знам, фрагментарни, постмодерни, фрагментарни романи, се зборам на памет. Меѓутоа најчесто не читам жанровска литература, меѓутоа оно што сакам да го направам и помалку се трудам да го направам е да пример да го прочитам најдоброто од научната фантастика, пример, или Мгм. најдоброто од трилер автори. И сега пред некое време на каналот имаше во Скопје еден автор, германски, Себастијан Фицек, и беше на сајмот, пишува трилери пишува, и сега луѓето имаат, нели, поделени мислења, тоа е ефтина литература, нели, и така натаму. А, нели, многу луѓе што така го сакаат поради приказните и реков, а, ајде ќе земам препарачите ми и сакам да прочитам, да видам што е фамата околу него. И реков ќе прочитам кои се негови најдобри романи и ми искоментираа некои луѓе на Facebook и земав и признавам, јас веројатно имав предрасуди некакви. А, и прочитав два романи негови и приказните беа интересни. Не знам, психијатар еден што шизофренија има, па окей, интересни беа приказните, уживав. Меѓутоа, на друго ниво, да речеме, ова е мое лично мислење, пак сега тоа изговора, тоа е мое лично мислење, да не ме разбере некој погрешно, меѓутоа не придвижи нешто тоа во мене. Беше додека траеше, беше интересно искуство, меѓутоа не знам, не ме замисли таа литература. Така што Овде нема математичка формула какви треба да бидат твоите одговори, така што оно што јас имам намера да го добиам е твоето лично мислење, така што апсолутно добро, да. слободно изразувај го. Ова се однесуваше на жаровите, што се однесува на, да речеме, на книжевните епохи во кои што, в смисол, класицизам, романтизам, Мгм. ренесансна литература. Што од тоа што веќе е, да речеме, етаблирана литература, ти привлекува внимание, сакаш да го читаш, сакаш да се навраќаш? Ам, апсолутно, колку и денес да не изгледа малку, нели ќе кажеме, она ќе го сточнеш, ова ти е класика, реплика. Абе сега Толстој пример. Па сега што ќе ми е да ми објаснува каква била изгледала собата или фустанот на не знам кого во три страни. Дај ми кратко и јасно. Океј, тука се шалам малку. Меѓутоа дефинитивно тие се преклопуваат некои правци, да речеме, не знам, меѓутоа да го земеме реализмот на Балзак или Иго во тоа време, или Дикенс, си ги сакам тие писатели, тоа ми е многу драго време. И па тука ќе влезат и добро, сега тука има ајде да речеме до крајот на 19 век. Мгм. Влезе Толстој, нели, преминува од оваа страна, меѓутоа ајде и Толстој ќе го ставиме таму, и Достоевски, Дикенс, и Иго, и Балзак, ги сакам сите тие писатели. И тука има што и да се исчита уште многу повеќе. Баш пред некој време Гордост и предрасуди ја читав од Джейн Остин и ми се допаѓа тој стил. Мене ми се допаѓа, нели во незиниот случај пример, тој англиски тие англиски манеризми, хумор, wit, нели она досетливост англиска хумор. Се денес на многу луѓе може да им изгледа тоа како смешно, меѓутоа и за тоа време е добра литература. Сега кога влагаме од друга страна, па да видиме фер кога влегуваме во 20 век, нели модернизам, па Джойс, па Хемингвей, значи движење натаму. Од таа страна, тука веќе нели самите модернисти целата идеја дека ќе излезат од востановените шеми, нели на тоа како се пишува, па нели првпат ќе дојде тука течение на свеста, stream of consciousness, па Джойс, па нели се експериментира. И интересно е што тоа оди многу често и со тоа како психологијата напредува. Така, Мгм. Фројд е
тоа време, Фројд е во тоа време една клучна фигура, нели, на, сега не ги знам точно годините, меѓутоа првите децении од 20 век, да. 20 век. Тој е клучен, значи он отвара во научно, да речеме, психолошко, филозофско поле, отвара работи, и литературата следи на некои начини, почнуваат да пишуваат, нели, во прво лице, нели, Джойс, Улис, такви дела. Од друга страна, 20 век има поголема разновидност. Па се, и тоа кој ќе кажеме 20 век, тој е многу широк поим. 20 век беше до пред 25 години, мислам, го имаш ти Джойс негде тамо, па Т.С. Елиот на почетокот, Вирджинија Волф или некој, и сега го имаш и што за нас се современи класици, не знам, Исмаил Кадра или Орхан Памук што пишувале пред на крај на... Чи и Така. тоа е многу широко. Меѓутоа, и во 20 век има страшни писатели. Сакам да кажем, и во тоа експериментирање има нешто убаво, по-шарено, по-разновидно, што ми се допаѓа. А каде во се во македонската литература? Знаеме дека е пишува на македонски литературен јазик е помлада литература, но ам, како да подзабораваме дека имаме богата литература која што е пишувана, особено во тој втора половина на 20 век. Дали читаш македонски автори? Читам македонски автори, со тоа што во последниве години повеќе се трудам и да пратам што се случува сега во современава литературна сцена. Не претерано, меѓу ќе читам, да речеме, до роман на годината кој го добил, или и исто така имам и луѓе што ги познавам, и пријатели, па некој издал роман, па сакам да го прочитам. Значи следам што се случува. Од друга страна сакам и да се навратам затоа што од тие македонски класици, современи класици, нели знаеме дека ако кажеме дека македонската литература е релативно млада литература, меѓутоа, знаеш како тука пресекуваме сега, не дека не се пишувало така од пред 45-та се пишувало и Кочо Рацин. Така. Да кажам, има континуитет, без разлика какви биле границите држава, не држава, значи ако ги тргнеме тие работи на страна, мислам дека на страна од оно што сме го читале во школа, сега гледам да се навратам на некои од тие класици македонски, пример. Читав нешто од Славко Јаневски, пример, или да се навратам на Димитар Солев, Зора Задаголот, па имам снимано и некои видеа, и после видов дека, викам, зошто се... Ама јас не ги снимив тие видеа со идеја дека не ни знав дека се лектири. И гледам нешто гледаност така, некои од тие Славко Јановски, Зора Задаголот, гледам поголема е многу гледаноста, не е тоа огромна гледаност. И после сватив дека тоа се лектири всушност, дека некој ќе ги превара за да Се може, информира. може би со надеж дека јас ќе ја прераскажам, ама не ги прераскажувам. Мислам дека не е фер тоа. А не е фер затоа што сега јас промовирам читање на каналот и сега на децата да им прераскажувам книги за да не ја читаат, за да знаат што се случува и да одат на тест да... Не, туку ќе го давам контекстот што ми се допаднало. Не, да ги ориентирам луѓето за да кој ќе ја читаат. Може се разочаруваат луѓе како и да е. Меѓутоа не ми е тоа идејата, сакам да промовирам читање. А во тој контекст, значи, сега по последно време не толку, меѓутоа следам, мислам дека повеќе следам што се случува во современа македонска литература. И од друга страна, знаеш што се поставува како прашање? А, да речеме да ми текна тоа, го читав пред неколку години, сниме видео Тврдоглави од Славко Јановски. Тоа е едно, според мене, страшно ремек дело. Ремек дело е, меѓутоа тоа не е лесен јазик. Тоа Воопшто. не е пристапен јазик, тој за децата денес, за децата, па не само за децата денес, кога ќе кажам децата, мислам на средношколци или млади Така. луѓе, и тематски и се, тоа е тешко. Тешко е да се да се конзумира. Меѓутоа, и она што се подсетив, да речеме Тврдоглави кога е, 70 години, 72 или не се сеќам кога е напишано, тоа е тоа веќе се други прашања, колку е тешко помалите јазици да си го најдат патот, нели, на светската сцена за литературата. Меѓутоа, пример Славко Јановски, да го земеме него,
па може комотно да се носи сериозна литература, јас би рекол во светски рамки. Сега тука веќе имаш други моменти, како колку тоа било тешко да излезе надвор во тоа време да се преведува, да не знам како функционирало. Друга Конкретно се. на 20-тиот век имаше некои предлози, мислам дека околу 2000-та година имаше некои предлози да биде кандидиран за Нобелова награда. Така што мислам дека Македонија го имаше како да речеме диамантски врв него со неговото творештво и мислам дека во контекст на Југославија беше и доста читан автор и покрај нели тежината за која што зборуваш. Сигурно, знаеш како во тоа време политика на нели на преведување, читање во Југославија, меѓутоа зборам за надвор, нели, за таа Нобелова, нели, единствено што Иво Андрич што ја добива од бивша Југославија. Но јас секогаш го кажувам куриозитетот дека Ива Андрич добива Нобелова награда во конкуренција на Толкин. Да, да, познат ми е тој факт. И јас то знам некојаш да го кажам дека да видиме, го победил Толкин. Така што сега се наметнува тој синдром на инфериорност сега. Колку толку Ива Андрич е од нашето подрачје, ги разбираме, значи работите за кои што пишува, сме биле засегнати од тоа турско владење и така натаму, се работите за кои што пишува тој, така што Мислиш многу дека тоа наши повеќе ни, мислиш дека повеќе тоа ни дека ние сме го разбирали, затоа го цениме дека е надвор од тој контекст е потешко да го разберат и да го ценат луѓето? не. Поинтата ми е дека ако го, надвор го разбираат, значи има универзален јазик. Да. Значи Андрич како и да гледаме, нели дури и да речеме па нели Нобеловата награда е чисто политички игри, нели како Евровизија или не знам што. Може би. Ајде да угодиме, па сега ќе дадеме на сигурно има политика, окей. Нели па на помаливе народи ќе им дадеме сега една награда, па после некој време, нели? Меѓутоа тој Андридже во секој случај, дали имал Нобелова или немал Нобелова, е страшно сериозен и добар писател. Еве, Како и човек да кој што гледам. не добил Нобелова награда, кој што мислам дека е на истото ниво Меша Селимовиќ, Да, да. кој што И има немал, истата. ама знаеш како во тоа време дури да имало подеднакво нели Меша Селимовиќ па Крлеж да се спомна, дури да биле неколку или повеќе писатели во Југославија, еден ќе добил. Нема шанси после неколку години пак да даде на некој југословен. Така. Барем се сомневам дека ќе даде. Иако, значи, што се однесува до Нобеловата награда во различни делови, не знам за сега, но кога ќе видиш дека Нобеловци се Хемингуей, кога Нобеловец е Маркес, да, Маркес, и Да. слични автори, сваќаме дека не било туку така произволно дадена таа Нобелова награда. Не. Ако гледаш историски, нели почнува, не знам кога почнува, почеток на 20 век. 20 век, така нешто. И во прво време има тама швеѓани, норвежани, и сваќаш дека уште не ги знаеме тие писатели. Некои од тие писатели може биле популарни тогаш, ама денес не се кој е писател, дека некако бил потесен кругот, нели таму се дава наградата и најверојатно додека добие на име, додека се дистинкција да се направи, првите години може и да... Меѓутоа има многу писатели што не добиле Нобелова. Нели кажу велат дека Чехов не добил, мене што веројатно ми е омилен писател, најомилен писател од сите. А меѓутоа, окей, има и други награди денес. Меѓутоа таа нели останала како речиси како за животно дело. Не речиси, туку пак е за животно Да, дело. сега ја даваат за животно дело, иако во случајот на, да речеме, на Хемингуей или на Маркес, дека беа за конкретно дело. Например, Хемингуей е за не ме земе за збор дали беше за кого бијат камбаните или старецот и морето. За конкретно дело биле давани и подоцна сватиле дека е малку нефер да се дава за едно дело, па ги даваат за животно дело сега. И затоа веројатно и повозрастни автори добиваат сега Да. Нобелови награди. Да, добиваат некои, да, се случува, па да, повеќето се повозрастни. Олга Токарчук доби,
пред некоја година, полска писателка, сега што е релативно веројатно у своите 50 години, што значи она има талкачи, има една што до талкачи, мислам дека доби Букер Прайс, она е меѓународна Букер Прайс, Мгм. талкачи е една од по има Терего плугот врз коските на мртвите, исто така жанровски е, те гледаш Нобеловка, ама таму се игра со а, Murder Mystery, не знам како ги преведуваме. Океј, со ам, мистерија, убиство и така натаму. Значи, сериозна писателка. Сакам да кажам што не е у своји доцни 6 или 17 години. Мгм. Ам, поезија, поезија или проза? Ова е вечна дилема за луѓето што читаат литература. А, во моментов проза, иако пишувам поезија, имам две збирки издадено. Имам една збирка Градови без ветер, там има на јас ја нарекувам поезија, имам една многу сакам исто и хаику и имам Мгм. хаику збирка издадена. Ми се допаѓа хаикуто, на некој начин како прва љубов, таа јапонска, некоја минималистичка јапонска естетика, такво доживување на светот ми се допаѓа. Знаеш како, мене сега ми е прозат, светот на романите ми е сега мој свет, во смисла на и на тоа што го правам со каналот и најчесто читам романи, читам проза. Океј. Меѓутоа поезијата е сосема поинаква димензија. Поезијата, ако гледаме, ако треба да ги рангираме уметностите, поезијата ќе оди и над, може да оди над прозата во која смисла. Затоа што поезијата, можеме да влеземе сега во метафизика, в поезијата може да наречеме чиста слобода, поезијата е чиста креација, има поезијата во себе носи можеби поголеми можности и потенцијал отколку прозата. Послободна е некако. Не знам како да го објаснам тоа, меѓутоа да, поезијата може да го пофати светот, да го опише светот со помалку зборови и на многу често по убав начин, со малку зборови, тоа не е лесно. На прозата и требаат повеќе зборови, и треба повеќе простор, и треба приказна. На поезијата не секогаш и треба приказна. Нели го поврзам тоа со музиката, може да биде импулс, може да биде нели едно хаику, листот што трепери Мгм. на липата, ако ти го замрзнеш тој момент, или како кај Башо, како гавранот на квечерина некоја зимска или есенска, гавранот ќе слета на гранката. Ти се ти го фаќаш тој момент, го замрзнуваш тој момент, и тоа се 17 слога. Ќе речеш, па, што има тука посебно? Меѓутоа, ако си отворен за епифанија на реалноста, ако си отворен за тој момент да го доживееш, тоа слетување на таа гранка и да го ставиш во стикови, и некој да го прочита и да го доживее истото, тоа ще си завршил многу поголема работа на некој начин, затоа што поблизок е контактот со реалноста со големо Р, или како и да го опишеме тоа. Поезијата ја има таа моќ. Додека на прозата и треба простор. Треба ти раскаже приказна, треба да лаже и така натаму, па ти да се донесеш заклучоци, нели да го доживееш светот, да го разбереш светот, меѓутоа поезијата може да ти помогне да го разбереш светот со неколку потези. Во, значи, во таа смисла поезијата мене ми рече се како нешто посвето, поиздвоено, иако нормално има многу лоша поезија. Да се разбереме, како што има многу лоши книги и многу лоша литература, сега збориме за можностите на поезијата во нејзина најчиста форма и така натаму, кога е во најдобро светло, исто и како што литературата и прозата кога е во најдобро светло, ако ги споредиме, речи се како да се различна категорија. Во тој смисол не случајно сите свети списи се напишани во поезија и кога треба сето тоа да се преточи во некаква форма на
литургиска, да речеме, литургиска интерпретација, секогаш може многу лесно поезијата да се спои со музиката и да испаде една чиста уметничка експресија, која што не мора во суштина и ништо да значи, но его има тој пат со кој што се доближува до срцето. Тоа е интересно, затоа што сум се прашувал зошто, да речеме, тргнувајќи од Илијада и Одисеја, кои што се пишани во, нели, во метар со одреден ритам и се смета дека се најверојатно, мислам дека тоа е факт, дека се пеени, така, нели Така. имаш со придружба на инструменти и така натаму. А интересно е што дури псалмите се песни, замислени се, значи не се тие молитви, се песни и така натаму. И митовите и така натаму ме интересира, си поставам прашање дали се направени на таков начин за да има некој ритам, нели, каде што дали кога телесно правиме одредени движења, одредени повторувања, дали ритам од мелодијата, нели како што кога евреите кога се молат, нели Се се нишаат. се нишаат. За дали тоа не сум го истражувал тоа многу, дали е тоа за подобро да го правиш некои нешто со телото за да се сконцентрираш, можеби да те фокусираат, кои што ќе ти помогнат подобро да го примиш, да ја примиш содржината на крај, затоа што сепак на крај содржината не била музиката пред се во тоа време. Нели за Илијада не било, ако е пеена, не е дали има некои не знам какви мелодии, туку најверојатно тоа е репетитивно. Интересно е дали и тие свети списи сега може да се расплинеме ми текно и на суфиите, на дрвишите. Колку преку телото како рецептор, како сега може да одиме и во Исусовата молитва. Колку ме сваќаш колку телото е важно за да се прими информација, за да се прими мит, нека е литургија, нека е молитва. Тоа е широка тема што нема да коментирам толку затоа што не сум истражил, меѓутоа сигурен сум дека тој ритам, дека тоа повторување, дека тоа нишање има улога за тоа како се прима. Едно мое скромно толкување, доколку ми дозволиш, тоа Апсолутно ќе ти дозволам. се прави од проста и едноставна причина, особено кога тие мантри молитви се кратки и повторливи, пропратени со ритам на телото и пропратени со нели, ритмичко повторување, подпевнување, се прават од проста и едноставна причина да се испразни умот од сите непотребни мисли за да мислата или молитвата или вдахновението од божественото може да влезе и да го направи своето. Значи да не влезе во загаден ум каде што има мисли за тоа да се пушти машината за перење или децата треба да се однесат во градинка или колата на механичар и слично, туку едноставно сето тоа како едно Да, проветрување треба да се исчисти за да може така исчистено да влезе, еве, кажано со религиозен речник, светиот дух да влезе несметено. да. Ами интересно што ние денес скроз различно ги прецепираме работите, да речеме порано кога се читал некој свет, мит, запис. Значи луѓето прво митот се смета дека е вистина. Значи ние денес толкувањето на митот, нели, тоа е мит, мит или вистина, нели? Митот е Така, нешто лажна приказна. Меѓутоа митот е вистинита света приказна за луѓето. И кога се читало и кога се читале свети списи, значи луѓето се ставаат во религиозна позиција, дека нешто се случува во тој момент. Значи таа приказна има сила да не знам ако е не знам од оргијастичките мистерии, не знам дионисиски, па треба да се направи некој ритуал, нели за враќање на вегетацијата, не знам, ако се прослави на враќање на животот и така натаму. евлезински мистерии, мислиш? Левсински мистерии, добро, да, меѓу другите се левсинските мистерии или баш сега читав неодамна, нели тие прослави што ги имале големи Диониси, значи, окей, ништо не се прави тоа за чиста забава. Не, воопшто. Ние денес имаме концепт за забава. Меѓутоа литературата, ајде ќе ја наречеме литература, тие списи имале поинаква улога, не биле таму да забавуваат само. Туку имаат религиска улога и така натаму.
Така што скрос ние денес некако поинаку ги ги перцепираме работите. Зборам за, да, мојот беше за, нели, за ритмот на телото, вито во право си, тоа е така испразнување на умот, и затоа и Исусовата молитва, за, нели, молитвата да стане дел од тебе, за да ја кажуваш и несвесно, да, тоа е тоа е еден момент. Аскезата, ние денес сакаме да живееме во свет без аскеза. Се да биде лесно, се да биде, меѓутоа, баш со некој го разговарав недавно, ништо што добро, ништо значајно или добро што дошло во овој свет не дошло без аскеза, без одрекување од самите себе, за да, па макар и некој бил научник што нема да спие со вечери, ќе промислува за некоја работа, има само откажување, има некаква жртва за да дојде до некакво откритие, просветление, што после ќе биде, ние ќе го примиме здраво за готово. Така што, да, И така, и за на крај, верувам дека повеќето луѓе што страствено читаат, понекогаш, ако не и секогаш, се подлегнуваат на искушението да се стават во улогата на писател и да седнат и да творат. Како стоиш на тоа поле? Еве, ги спомна поетските збирки, освен поезија, дали пишуваш друго? кога читаш добра литература, нели кога читаш, да, и кога ќе прочиташ некој добар роман, многу често ако е добар писателот, може да има две реакции. Едната е да те утепа во поим и да кажеш, па јас дури да сакам да напишам нешто вакво, никогаш нема, сум далек од ова. Мгм. Меѓутоа, позитивната страна е што ако имаш такви амбиции, може позитивна те потегне да си кажеш и јас сакам да напишам роман. Во таа смисла сакам да се обидам, сега се уште не се осмелувам, знаеш како, знаеш, што повеќе знаеш, толку знаеш дека колку не знаеш. Мгм. Веројатно што повеќе читаш добри книги, сваќаш дека не е лесно да напишеш добра книга. Сакам да напишам некојаш романи, да се обидам во тоа, и тоа сега фокусот ми е повеќе на, како да ги наречам, дневничко медитативни записи, некои можеби рефлексии на оно што е околу мене. На страна од исто сакам и да направам, да се обидам да направам дел од рецензиите што ги правам на каналот. Сакам да ги преточам во пишана форма, меѓутоа да им дадам некоја наративна рамка, значи да ги ставам во некако, да функционираат малку и како приказ, да не бидат суво, нели, технички само Мгм. кога излезе книгата, нели, заплети така натаму, туку да, можеби каде сум ја купил книгата, како било чувството, значи да има некаква приказка. Тоа ми е нешто што планирам да го направам. Имам пишувано некои кратки раскази и така натаму, меѓутоа цело време се воздржувам, нели, не си, со идејата дека делумно е тоа прокрастинација, делумно е дека сметаш дека не си достоен, дека во смисла дека, не знам, дека нема да биде тоа добро, дека се уште не си спремен, или тоа чувство не сум доволно подготвен. Кога ќе бидеш доволно подготвен, очигледно никогаш, затоа што секогаш има нови книги што треба да се прочитаат, нови знаења што треба, ако си љубовитна личност, нови знаења што треба да се усвојат, и тоа нема крај. И затоа некојаш мора човек да застане и да пресече. И да Ево, почнеш да. како форма на охрабрување, кога зборувавме за митот, кога ги читаме трагичарите, особено Еврипид, кој што мене ми е омилен, Еврипид кажувал дека тој всушност не прави ништо друго освен што зема трошки од трпезата на Хомер. А знаеме колку Еврипид е важен трагичар, нели, во тој период. Така што мислам дека треба да ги оставиме, би требало да ги оставиме величините на тие кои што ги читаме на свое место, и доколку почувствуваме порив во нас да го правиме тоа, затоа што на Апсолутно, да. крајот судот на публиката ќе биде суд на публиката. Апсолутно, да. Се согласувам со тебе. Александар, јас ти благодарам за ова гостување. Се надевам дека не те задржав премногу и се надевам дека нема да биде последно. Фала ти на поканата, јас уживав во разговорот.
делумно организиран, делумно спонтан и тоа е убавината кај што ќе се отворат некои нови мисли и уште еднаш фалти за поканата и се надевам ќе ме поканиш пак. Може да отвориме и други теми. Апсолутно.